Frontline.mk на прва линија. Каква е вашата оценка на медиумскиот простор со лажните вести и говорот на омразата? На некој начин е добро што овие два проблема, ако можам така да ги наречам, ги споивте, говор на омраза и лажни вести, зашто и по дефиниција на некој начин самата лажна вест е некој говор на омраз, има некаква цел. Поготоа ако е продуцирана, ако е произведена намерно, со некоја цел, со некоја намера. За жал, со развојот на, или за среќа можеби, нели, со развојот на технологијата, секој може да пласира вест во секој момент од денот. Но не може секој да срочи и да пласира во јавноста вест која од општествено значење. Но во тој галиматијас на вести, бидејќи сега секој е новинар, со помош на таа алатка што се уште ја нарекуваме мобилен телефон, например, секој може во ист момент да произведе вест, да регистрира вест и да испрати вест. И во тој момент тој е новинар. И ако тоа го прави граѓанин, без никакви обврски кон моралните вредности на новинарската професија, тој и не треба да биде оптоварен од нешто такво, нели? Но кога тоа го прават медиумите, тогаш веќе имаме медиумски криминал на продукција на лажни вести и тука можам да се надоврзам евентуално и на говор на омраза. Значи, секогаш се прави, ако тоа го прават медиумите, регистрираните медиуми, редакциите, професионални новинари или луѓе кои се занимаваат со новинарство, или некои што мислат дека се занимаваат со новинарство, практично општеството на тој начин го губи контролниот механизам од тоа мноштво на производство, на дневно производство на многу вести, меѓу кои за жал се повеќе има и лажни вести. Улогата на медиуми е тука голема да ја прават таа селекција, да проверуваат, да прашуваат, да откриваат, да ги проверуваат вестите. Тие веќе не можат да се надпреверуваат со нас, условно да речеме обичните граѓани во производство на вест. Ние може случајно да се најдеме во некоја ситуација, да регистрираме со помош на нашиот мобилен телефон и аудио, и видео, и фото, и да срочиме текст и да пласираме таа вест било каде, може на нашиот приватен, нели, Facebook статус, од таму да ја преземат некои медиуми ако таа има пошироко општествено значење, ако побудува поголем интерес во јавноста. Но тоа не значи дека кога медиумите ќе видат таа вест, да ја пренесат автоматски, треба да ја проверат. Јас тука ја гледам суштината и одговорноста на медиумите во борбата против лажните вести. Значи, вест секој може да направи, може да се произведе и ненамерно лажна вест, но медиум не може да пренесе лажна вест или вест без да ја провери, без да го цитира изворот, без да заврти уште 2-3 телефона за да ја провери автентичноста на информацијата што ја содржи самата вест. Но, за жал, копи-пейст новинарството се повеќе е застапено во Македонија. Мноштвото портали го прават тоа, мноштвото електронски медиуми, но, за жал, дури класичните редакции, како некои телевизии, се катадневни производители на пропагандистички вести, на лажни вести, на говор на омраза. И тоа е таа една травматична ситуација што се однесува до македонскиот медиумски простор. Овој пат ќе го поштедам новинарството и нема да речам со кое се соочува македонското новинарство. Но од друга страна, македонското новинарство да има улогата, нели, во тој обем на производство на вести, да ја направи селекцијата, да ги провери вестите, да им го даде приоритетот, да ги најде фактите и да ги пласира во јавноста. Веќе медиумите не се тие кои го имаат ексклузивитетот за производство, па дури и за пласман на вести, но тие го имаат не толку ексклузивитетот колку моралната, етичката обврска, што е составен елементарен дел на новинарството, на професионалното новинарство, да ги прави тие корекции, таа селекција на лажни вести и на нас, читателите, слушателите, гледачите или корисниците на интернет порталите, да ни пласираат на вистина автентични, веродостојни и аргументирани вести, информации. Таа е улогата на медиумите, но како може еден обичен граѓанин да препознае лажна вест? Дали тоа има врска? Може, многу лесно. Иако гледам
треба едукација малку, но таа едукација многу често зборуваме дека граѓаните населението е претоварено со вести, не можат нормално обичните луѓе, условно обичните, кога велам луѓето што не се занимаваат професионално со новинарство или со некоја информатичка дејност, да проверуваат секоја вест. Но многу е важно кога ќе прочитаат веста да видат кој ми ја пласира веста. Дали кој портал, дали му веруваат на тој портал. Дали за тој портал, кога зборуваме за портали или за радио или за телевизија или за вестник, се едно, за било што, за некој медиум, дали е тоа приватна вест од Facebook, од социјалните мрежи, или е тоа вест произведена од некој медиум, може да го отвори импресумо да види има ли име и презиме на новинари, на главни уредници, така натаму, нели, кој е собственик. Со време, многу брзо, но тука е повторно класичните медиуми имаат улогата и секако новинарските здруженија, Советот за етика, јавно да откриваат кои медиуми се занимаваат со лажни вести, кои медиуми шират говор на омраза, кои медиуми копи-пейст новинарство практикуваат, не проверуваат, туку само пренесуваат. Има на тоа поле активност, но мислам дека не е доволна. И сега на прашањето како ние обичните читатели, граѓани да препознаеме што е лажна вест, едноставно ќе бараме повеќе извори, но главно ако е некоја вест толку атрактивна, која би предизвикала преголемо внимание, ако отвориме уште два портали или пуштиме првите вести на електронските медиуми, и ако забележиме дека таа вест не е во приоритет, значи тоа е некоја индикација дека има нешто сомнително во таа вест, или е лажна, или е пласирана со некоја намера, па потоа може да се избрише, да се повлечи и така натаму. Значи многу е важно да се отворат релевантните извори за информација, а тоа се релевантните редакции. А кои се релевантни редакции? За тоа треба гласно да се зборува секојдневно. И јавноста, и граѓаните, и самите медиуми меѓу себе да се селектираат, затоа што и медиумската област, исто како и секоја друга, како што има корупција и во здравството или во правосудството или не знам меѓу кои други професии, така има некој вид корупција и во медиумскиот простор и меѓу медиумите. Нека се одела тие што се навистина што има чесен однос кон јавноста, кон граѓаните и кон својата професија. Во последно време се забележува многу интересна ситуација каде токму класирачите на важни вести и говор на омраза, зборувам за медиумите, се обидуваат да ги декласираат оние другите медиуми што се на првата линија што се борат против важните вести и говор на омраза. И тие користат една многу интересна тактика, за тие медиуми кажуваат дека точно тие се пласирачите на лажни вести и говор на омраза. И тука се ствара една забуна кај читателите, кај обичниот народ. Кој може тоа да го изфилтрира? Дали тоа се медиумските здруженијата на новинари или самите граѓани? Можете тие секако, но само јавноста е тој критериум и само јавноста, широката јавност, најшироката јавност е тој филтер низ кој нели може да се изфилтрира што е вистина, што не е, што е говор на омраза, што не е. Забелешката дека точно има редакции и професионални медиуми кои практично се гнездото на ширење на лажни вести, поготово во ова време на предизборен амбиент. Како велат од авион се гледа дека одработуваат за некого. Не велам дека медиумот не треба да има своја уредувачка политика и дека треба, но медиумот секогаш треба да биде критичен кон секоја информација, секогаш треба да бара одговори, да бара причини и последици на некој настан, на некоја изјава на политичар и така натаму. Како се наближуваат изборите, таа црна кампања ќе продолжува, говор на омраза ќе станува доминантен, но вашата забелешка стои затоа што точно е дека има медиуми класични на кои луѓето им веруваат, а кои се промотори и на говор на омраза и на лажни вести. И сега на прашањето кој тоа може да направи, да, можат и здруженијата на новинарите, може и Советот на етика, но најмногу сепак може јавноста. Таа треба да се едуцира и да препознава што е што. Гледајте ги реакциите по социјалните мрежи и коментарите што некои наши колеги ги читаат, додека ги водат разноразни емисии, и таму има селекција, ги
ги пуштаат тие коментари што не им одговара. Мислам дека на една лажна етика почива една цела уредувачка политика. Тие практично се продукт врелото на говор на омраза, кога од социјална мрежа, од некој приватен Facebook статус ќе извадат некаков коментар против некој политичар и пола саат се анализира тие 2-3 вулгаризирани избора некакви атрибути кои се против некого. И тоа е класично масикрирање и злоупотреба на медиум, без да се повика изворот, без да се повика личноста на кого се однесува тоа, без да се извагаат аргументите, нели? Само се вадат констатации во стилот ете, до вчера беше нивни, сега е нивни противник, за да се извлече констатација да тие лошо работат, нели, тие политички или бизнис или не знам какви структури. Мислам, таква местнинка е многу препознатлива, многу плитка и многу, да не се изразам пежоративно, е недолична за еден професионален медиум, а за тоа реков, во некој од нив, тие се претвораат во гнездо на производство на говор на омраза и на лажни вести. Во време кога освен точната информација, многу битно е и колку брзо е пласирана информацијата, во ситуација кога на нашето поставено прашање до политичарите или институциите немаме одговор со часови, понекогаш и со денови, како ние, како медиум, ако имаме некоја ексклузивна вест, да ја провериме, ако не сме добили брз одговор? Прво мислам дека и ние новинарите треба да бидеме коректни и ако некој одговор не може во моментот да се даде, за тоа треба да се има разбирање, нели? Ако треба да се истражи, да се провери некој податок, нели? Има мноштво пресконференции, некој од нас новинарите ќе праша нешто што надвор од темата за кое и соговорникот можда би и не е најнадлежен за таа работа. Голема грешка е на изворите на тие информации, поготово на пресконференции, кога ем не се надлежни, ем се нафаќаат да одговорат на тоа прашање, па ќе направат, нели, уште некој гаф. Но институциите, поготово сега, последните 15 па и 20 години веќе, секоја институција, секој министерство, секоја агенција државна, сите јавни служби имаат своји луѓе одговорни за односи со јавноста, имаат своји аналитички центри поголемите, од министерства до не знам кои институти, тие можат многу брзо да подготват одговори и во истиот момент, нели, да се достави до редакцијата. Недозволиво е да помине ден, а редакцијата да нема одговор на било какво прашање. Освен ако тоа не бара некоја анализа длабока, нели, но затоа велам треба и медиумите и новинарите да имаат разбирање за тој тип, нели, на нивните потреби. Но главно мислам дека изворите на информации сакаат да ескивираат, нели, кога се прашањата поготово условно да речам непријатни, а се работи за јавни овластувања, за јавни пари, се работи за пари на граѓаните, за буџетски пари и која е одбраната од таков тип на затвореност на информации. Мислам дека ако се поставиме во улога на консументи на информациите, за нас е доволно да кажеме дека таа институција или тој надлежен на прашањето за тоа и тоа не ни го даде одговорот, ниту па вети кога ќе го даде или молчи. Доволно е да ние знаеме каков однос имаат и да се посомнуваме, како граѓани, како консументи на тие информации, дека можеби сепак нешто има. Но тоа од друга страна има нешто што, нели, не е за јавност. Но од друга страна па тоа е предизвик за новинарот и новинарството да продолжи да истражува. Медиумите имаат исклучително важна улога во справувањето со пандемијата. Како македонските медиуми ја исполнуваат својата јавна и општествена улога во услови на пандемија? Од она што јас до сега можам да забележам, мислам дека максимално професионално си вршат работата и новинарите, како и другите професии што се изложени на јавни движења, на јавни настапи, се исто така таа ризична група која треба да се заштити прво самата себе да се чува, зашто никој нема да ја чува, затоа што ни треба на нас граѓаните за да не информира за се што се случува, вклучително и за тоа како се справуваме со пандемијата. Мислам дека за сега генерално сите заслужуваат честитки. На почетокот на епидемијата исто така продуцентите на лажни состојби, не само на лажни вести, на креирањето на лажни ситуации, точно преку лажни вести, се обидоа да минимизираат некои ситуации, па мислам дека и тие сватија дека, нели, како велат, ѓаволот ја однесе шегата, па се фатија сериозно
добро е што медиумите и бесплатно објавуваат и овие спотовите за заштита, објавуваат сите информации. Мислам дека дури и надлежните органи, здравствените власти релативно добро се справуваат според оценките што ги дава општата јавност, нели, и политичката и општата јавност. И улогата на новинарите е двојна, поготово сега во Македонија, и пред избори, и со пандемија е многу комплицирана ситуацијата, но треба да им се честита. Во моментов дури разговараме е лидерската средба. Значи, на повидок се предвремените парламентарни избори. Кој е вашето предвидување за тоа како ќе се однесуваат медиумите во време на изборите? Па мислам дека уште сега се профилирани. Кога ме прашувате за медиумите, мислам главно сметате на овие највлијателните уште класичните редакции, поготово на телевизиите, на националните особено. Мислам дека уште сега се профилираа, не сакам да ги спомнувам по име, но некои кои беа условно малку забегани во на време што го нарековме режимот пред 3 години па натаму, мислам дека држат прилично добар баланс. Тука го вклучувам јавниот сервис на некој начин. Има одредени медиуми кои многу отворено, дури јавно кажуваат дека ние се залагаме за конкретната политичка опција, се друго не чини, се друго не заслужува анализа, не заслужува конкретен професионален третман, нели? И се претворат во едно средство на една обична партиска алатка. Но, ете, јавноста нека цени. Мислам дека горе-долу е за сега, изборите се уште не се закажани и амбиентот е прилично објективен, прилично професионален во однос на тоа, но да видиме, кампањата се уште не е почната. Таа ќе оди главно преку медиумите, главно преку телевизиите, сигурно дека и порталите тука не ги исклучувам, но мислам дека во македонската јавност, особено кога станува збор за електронските медиуми, за порталите, веќе се профилирани класично негаторски, на кои не ги интересираат други аргументи, туку само својата, не велам ни политичка, дури партиска опција, како што спомнав и за некои национални телевизии. Од другите, јас се надам дека овој пат навистина ќе бидат максимално објективни, подеднакво отворени за сите, подеднакво аналитички за сите, не треба ништо да премолчуваат, но не треба да прикриваат никакви факти и аргументи, треба сите да ги извадат на површина, а како ќе ги редат, тоа веќе зависи од уредувачката политика на медиумот. Рековте, атмосферата, амбиентот сега го дозволува тоа. Дали тој амбиент го створила државата, сегашната политика, или за тој амбиент, за да го имаме сега подобар, го имаат и самите медиуми? Не, па тоа е изворот е општеството. Прво, тие самите медиуми го немаат, но самите медиуми, зборуваме пак за највлијателните, за се уште класичните редакции, кои окупираат најголем број гледачи, публика и кои на некој начин се некаков репер за јавното мислење. Тие се производ на едно време, на една транзиција, најголемиот број од нив, најголемиот, речи сите, во кој, да не се заборави, собствениците на тие медиуми има претходно големи некакви бизниси, значи имаат капитал. Второ, сите имаат некои своји политички партии, главно, повеќето од нив, своји политички партии. Значи тоа беше вториот нивни столб, и кога вие имате бизнес, значи капитал, имате медиум национален, а тој ви го дал некој од власта, некој од политиката, и тие медиуми објективно во самиот старт се, како велат она, криво насадени. Македонија е мала држава, ние сме малуброен народ, економијата е таа што е, нема леп за сите подеднакво за да бидат независни и квалитетни. Тој рекламен колач се дели, многу црни пари отидоа и под рака, во минатото особено државата со нејзин учество на разни спотови, кампањи, реклами и така натаму, баш и за други пари, значи се финансира и еден таков медиум нормално со таков собственик кој има политички интерес поради бизнис интересот, а телевизијата, односно медиум, му служи како алатка
за да биде на услуга на власта, каде што се парите, бидејќи таа го контролира буџетот и тендерите, јавните набавки и се, а во оваа мала земја и мала економија, ако се парите на државата се најпривлечни за сите бизниси, нели, поготово за големите бизниси, таму се инвестициите, и тој комплот, тие опашки се уште се влечат. За среќа, во некои медиуми има и професионални новинари, и професионални уредници, па колку можат, нели, го држат баластот на тоа објективно и професионално информирање, но како и да ти изборите да видиме како ќе се однесуваат, кој од собствениците на медиумите какви ветувања за какви бизниси има.